Благодарам, председателя, почитам градоначалник, почитувани колеги, съветници. Аз мислех, кога ја видов точкава извештај на градоначалникот, мислев дека има витешки договор помеѓу двете наголеми партии за презентирање на годишен извештај од цикличните менувања на градоначалничките позиции меѓу овие две партии. Мислев дека ми се многу фини колегите и затоа не приговарав на комисии и затоа не приговараат на комисии или при утврдување на дневен ред кога оваа точка се најде по предлог дневниот ред. Оти оваа точка ниту деловнички, ниту законски, ниту статутарно има основ да биде на дневен ред. Праксата може да биде Совет и закони да гласа, што не значи во превод дека Советот е надлежен да носи закони. Ние извештаи на градоначалник не гласаме, оти мандатот на градоначалникот не му го дава Советот и он не одговара пред Советот. Тој е основен принцип на политичките системи. Се одговара пред тој кој ви го дава мандатот и спротивните тврдења се доказ за елементарно непознавање на политичките системи, а во ситуација на незнаење тврдење дали нешто треба или не треба се дава врз основа на тоа дали ви одговара или не. Природно ваков извештај и ваква дискусија се за напред со новинари, не на формална седница на Совет. Искрено мислев дека финоча е опрашање, ама очигледно Советот е далеко од финост, колку што е далеко Македонија од Финска, а резултатот е 2 часа дискусија по непостоечки акт за кој Советот не е надлежен во ситуација кога има 30 и кусур точки на дневен ред. Благодарам.